Гилгабеш, плоча 6. Гилгабеш се изби од глава до пети во свежата вода да изворот. Долгата коса што му паѓаше на вратот ја исчесла со прстите и ја фрли крвавата облека своја. Пооблече чиста руба, празнична. Шабија врза крстум на градите, крудата на глава ја стави. Го здогледа така Иштар, божицата на убоста и плабда во неа желба љубовна. Сакај бе, о Гилгабеш, љуби бе, да живееме како баш и жена. Нека твое биде овошјето на моите гради, моje дека биде твоето себе. Биди ми ти баш, јас ќе ти бидам жена. Ќе наредам да ја впрегнат бојната кола, таа од скапоцени камења и злато. Во запрегата ќе ги имаш секој ден да ја убавите и да ја силните коњи. Со мирисот кедрови влези во мојот дом. Кога ќе влезеш во мојата куќа, нозете ќе ти ги бакнуваат одие кои седат на престолот. Ничку пред тебе ќе падат великаните и кралевите на царството. И се што ќе посака твоето срце од раскошните брегови и долини, тие ќе ти го носат како данок скап. Говедата, овците и козите на твоите стада нека се облизнат редум, нека ти дојдат натоварени со богат плен, масти и слонови тешки, а пред сите дека пројури коњот на твојата бојна кола, на твојот пастув што е сличен на брз ветер, нема му равен во целото царство земно. На ова вака и одговори славниот Гилгабеш. Задржи ги за себе убостите своји, доволна ми е мене драгоцената шабија. Го презирам твоето бесрамно заводливо тело. Не ми треба твојот леп, нити ја сакам храната што ми ја нудиш. Никаква радост не ми дава твојот пехар, иако ми ветуваш напивки од боговите. Жешко е твоето настојување, но срцето ти е студено. Ти си како отворена врата, и најмал ветер ја удира одстрана. Ти си како сјајна палата која ги убива редом силните, како слон кој го фрла своето седло, како смола што си ја жежа раката на факлоносецот, како запечатена бешина. Твојата вода не е гасне жетта. Ти си како вар што не ги зацврстува градските ѕидини, како украден јаспис ти си. Со тебе никој не се фали. Ти си како тесен чевел, те проколнуваат сите што те зеле. Си имала ли баш кого не си го оставила? Си имала љубовник кога не си го излажала? Има ли барем еден кој не пропаднал меѓу оние кои те сакале? Каде е твојот пастир на кого си му била верна? На Тамуз, момчето на љубовта, на убавиот бог со сончево чело. Тој прв те привлекол кон себе. Со што си му платила? Многу години тажеше за тебе и плачеше за тебе тој измамен љубовник. А вториот? На китениот со перие шарено, на дива љубов си го терала, па безглаво трчал по тебе и крилја си му скршила кога те стигнал. Тој сега талка по шумата и вика: крилјата ми се скршени. Си се заљубила и во лав еден, бидејќи ти пел од сила. 7 и уште 7 пати си му ископала јаба. И зар не си го камшикувала коњот жеден за победа? Прво си го запалила со сласт, потоа си го јавдала. И по 7 били, кога стигнал кај изворот чист за да ја згасне својата жет, водата си му ја забатила. Неговата стара мајка од тогаш те колне. Си засакала еден овчар силен, кој секој ден ти жртвувал младо јагне, а од кога си се заситила од него, зар не си го преобразила во волк? Исплашеното стадо бегало од него, а неговите верни кучиња му го раскидале крздото. Си го засакала и Шулану, градинарот на татко ти. Цвеќиња ти собирал, масата ти ја красел, но ти си го бабела со овие зборови. И Шулану, прелеја во мене својата башка сила. Дојди да јадеме од лебот на боговите. Пробај го со мене сладкиот плод, кога со мене ќе легнеш в кревет. Тогаш и Шулану, силниот бобок ти рекол: што сакаш од мене? Зар мојата мајка не ми готвела јадење и зар треба сега да јадам за својата гибел? Кога тоа си го чула, си го нападнала гневно и си го претворила во лилјак, зар не? Сега ја бараш мојата љубов, но јас гледам каква судбина ме чека. Кога ова Иштар го слушна,
ја обзеде силен бес. И веднаш се вознесе код небесната палата на татко си и мајка си, со многу кули и бедеби. Таа застана пред богот Ану и божицата Анту. Татко, му рече Иштар на Ану, Гилгамеш ме подижи со жестоки зборови, набројувајќи ги како пакости моите направени дела, па затоа те молам да го казниш за гревот срамен. А Ану вака и одговори на Иштар. Па ти си барала љубов од Гилгамеш, а тој те навредил со јазик груб, набројувајќи ги пакостите твои. Тогаш Иштар му рече на својот татко. О Создателу, небесен оче, создади ми волшебен бик да го убие Гилгамеша. Создади го од пламења и од ветрот на црн виор, од земјотрес и од ладен град, од се што е опасно. Градите да му бидат како ридој, а 4 нозе како мермерни столбови, челото како карпа базалтна, очите да му фрлаат молњи, а роговите негови да го бодат остро небесното платно, страв и трепет на Гилгамеш да му влее. Зар се противиш, со главата вртиш? Но знај, ако го поштедиш и не го казниш со смрт, ќе слезам кај долните порти кои го чуваат царството на мртвите и ќе ги скршам. На земји ќе паднат разлабавените катанци, шартите ќе чкриптаат и наеднаш ширум ќе се отвори крилото на портата, па светрум ќе да грвали небиот безјазичен табор, во бели наметки со скочаните раце, со срчести студни очи, а јас ќе го водам горе, во светлината, во расцветаната површина на земјата, и наеднаш таа изгладната шкобава војска едностојно ќе шкрапа со пожолтените заби, ќе изеде се живо, ќе ги проголта на вороденчињата, ќе ги изгризе на брекнатите дојки, од кои ќе блика млекото мајчинско, а плотта на мажите алчно мртвите ќе ја глодаат. Ќе им ја испијат на воините крвта, и најпосле тие тела од сењки бесплотните скелети ќе станат поживи и од живите смртници. Во омјазен Ану и рече на гневната ќерка. Што бараш од мене, мила моја ќерко? Ако создадам таков силен бик, за 7 години тој ќе ги изеде сите класи и ќе настапат 7 гладни години. Што ќе му дадеш на народот? Имаш ли собрано доволно жито во амбарите? Има ли сено за гладниот добиток? Се насмевнува итрата Божица и со мил глас в час го успокојува Ану. Татко, веќе мислев на тоа. Годинава имаше богата жетва. Собрано е доволно жито за луѓето, а за стоката има доста храна и сено. Нека дојдат 7 лоши години. Никој нема да умре од глад, ние до одобиче нема да цркне, ти ветувам. Татко, затоа создади волшебен бик, силен, 6-месечен и дај ми го јажето мене. Сакам да уживам кога на Гилгамеш ќе му се приближи бревтањето на бикот страшен. Богот на небото ги слушна нејзините зборови и ја услиша молбата нејзина. Од кај брегот на боговите го создаде страшниот бик и го прати против градот Урук. Бикот бесно пројури преку просевите полски и ја опустоши земјата пред зидините на градот. Неговото пламено бревтање уништува едно чудо кутри луѓе. 3 пати дека Енкиду се втурна и му го впери своето роглесто чело. Но Енкиду итро скокна настрана, потоа го зграбчи за роговите небескиот бик. Бикот крвав блаз дувна во лицето на Енкиду и со еден забав на опашката далеко го фрли. Тогаш Гилгамеш му зари меч во граните и бикот ркајќи наземи се струполи. Енкиду ја отвори устата на Гилгамеш и му рече: Пријателе, ние ги прославивме нашите имиња, го убивме небескиот бик. Како ловец искусен на лов на диви бикови, Гилгамеш ја одвои главата од моќниот труп меѓу шијата и роговите. Кога го убија, бикот и срцата им се смирија. Тие дичкум паднаа пред Шамаш, богот на сонцето, и му искажаа благодарност голема. Тогаш Иштар се качи над зидините на Урук и изрече страшна клетва. Тешко тебе, Гилгамешу, со смрт и пропаст те проколнувам, зашто повторно ми стори зло и го уби небесниот бик. Слушајќи ја Енкиду нејзината клетва, се втурна кај биковиот труп,
го откида од корен удот и го фрли во лицето на божицата. Само кога би те фатил, и рече, и тебе би ти го сторил истото како на зверот и би те украсил со неговите црева. Тогаш Иштар ги повика сите девојки од храмот свој, сите жени и свештеничките на љубовта, и им заповеда да го оплакуваат бикот. И тие редом го оплакува од кидатиот уд до волшебниот бик. Гилгамеш пак ги повика сите мајстори, сите вешти занаетчии, мајсторите не можеа да им се изначудат на извиените рогови на бикот. Тежеа по 30 фунти од лазурни камења, а 2 прста им беше дебела кората. Повеќе од 600 литри масло можеа да соберат 2 рога. Во светиот храм на Лугалбанда Гилгамеш ги подари за помазание. Ги однесе роговите во храмот на богот заштитник и ги зацврсти на неговиот златен престол. Во Еуфрат се ги избија рацете и тргнаа дека и утврдениот град Урук. Сите луѓе на градот се собраа, мажи, жени и дечишта викајќи. А двајцата пријатели го носеа на колец и го покажуваа горниот плен. Гилгамеш на крајот од својата плалата им се обрати на робинките. Меѓу мажите кој е најубав? Меѓу јудаците кој е најхрабар? А тие во еден глас одговорија: Гилгамеш е најхрабар меѓу јудаците, Енкиду е најубав меѓу мажите. Цел град празнува, се весели, таламба си татнат, песни се орат, игри се вијат. На полноќ вревата стивнува сосем. Војниците почиваат во ноќните лежишта. И Енкиду заспива, но кошмари го будат. Растревожен со поглед Гилгамеш го бара и го буди својот брат пријател.